Денеска во ликовната галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе беше отворена изложбата на бугарската уметничка Димитрина Гошева, изложба на мозаици, бидејќи Гошева спаѓа во оние врвни уметници кои што се занимаваат со мозаикот. Беа присутни голем број на уметници од Кавадарци, од Македонија, беа присутни и кавадаричките ученици заедно со своите професори по ликовна уметност, односно ликовно образование, а за самата изложба ја најавија директорот на Домот на културата, господинот Владимир Темков, а воедно говореше и градоначалникот на град Кавадарци Александар Панов. Уметноста има чуден пат. Таа патува низ целиот свет, за неја не постојат граници, така и еве денес ова е уште едно сведоштво дека преку уметноста се зближува целиот свет, сите уметници, сите луѓе. Јас уште еднаш сакам да и се заблагодарам на колешката која што нели со драго срце се одзва на нашата покана да биде денес кај нас на гости, да го отуџи своето творештво, своите мозаици и денес да ни приреди една работилница како се изработува мозаикот. Но тоа ќе биде вториот дел каде што колегите пак уметници од Република Македонија дојдоа да ја поддржат оваа изложба и заедно со неја да направиме еден голем ликовен хепенинг во дворот на Домот на културата. Денес навистина е посебен ден и јас брзав да бидам дел од ова случување, затоа што мислам дека она што уметниците го знаат, за кое што се школувале, требе на некој начин да се префрли и врз вас. Не зборувам за тоа дека сите вие како деца ќе станете утре ликовни уметници, меѓутоа таму каде што има талент да се пробуди уште нешто повеќе, уште еден мотив дополнително за да станете ниво на Димитрина, да станете ниво на еден Чемерски од Кавадарци и така натаму и така натаму. Инаку ова е во склоп на во интерес на вистината и во интерес на јавноста, сакам да спомнам дека со Димитрина лично се запознав јас и причината за линкот со Кавадарци е Александар Панов. Меѓутоа со голема помош на директорот на Домот на културата, бидејќи низините дела случајно ги запознав на едно мое зимување неколку дена во Боровец, каде што навистина видов нешто на што окото застанува. Потоа направивме линк, дознавме нели по пат на истрага дека Димитрина од Благоевград, дури бевме и да Благоевград да видиме дел од неа и посебна ми е честа што и во мојот дом имаме едно неизино дел. Би сакал, моја крајна желба е покрај воспоставениот линк на општина Кавадарци со уште 4 града од Република Бугарија, тоа да биде нели еве сега на уметнички, на бизнис план и така натаму. Меѓутоа денес имаме посебна тема. Темата е да вие како млади научите нешто повеќе за оваквиот дел од уметноста, да видите како од едно обично камче се доаѓа до еден убав лик кој што го гали окото и душата на гледачот и со тоа да си ги збогатите вашите уметнички вредности и секако нели како крајна цел да некој од вас стане уметник со кој што ние ќе се гордееме и со кој што ние ќе зборуваме во натамошниот период. Во своето обраќање, уметничката Димитрина Гошева се заблагодари на сите за присуството, се заблагодари на поканата и ги информираше присутните дека со мозаици се занимава од 2003 година. Всушност, со мозаикот се запознала на последната година од студиите по ликовна уметност. Само одлучува со какви материјали ќе работи, дали тоа ќе биде камен, дали ќе биде керамика, дали ќе биде стакло. Конкретно за изложбата рече дека е малку со порелигиозен карактер во пресред на големиот христијански празник Великден и воедно кажа дека за мозаиците да се изработат навистина е потребно многу време. Централната слика, централниот мозаик со ликот на Исус Христос го работела 3,5 месеци, бидејќи буквално секое едно камче кое што употребено во мозаикот беше рачно обработено.